Добро утро, драги мои луѓе. Што да се каже во оваа прекрасна природа? Зашто да се зборува во оваа тишина која што треба да биде слушната? Во ова прекрасно зеленило. Освен да се каже, la vita е бела. Животот е прекрасен. Прекрасен колку што ние самите ќе си го направиме, затоа што оваа природа секогаш била овде. Меѓутоа, кој ја гледа, кој ја чувствува. Затоа ми се мене важни овие утрински ритуали, спортување кога правам нешто со телото, затоа што се чувствувам уште пожива, се чувствувам своја, си го чувствувам своето дом, си го чувствувам своето тело, знам дека правам нешто добро за себе. И не треба многу. Ова е нешто безценето, а е бесплатно. Значи, единствено што треба да направите е да инвестирате време и енергија за да излезете во природа. А најчесто што правиме? Што прават луѓето? Изговори. Може би вие сте еден од тие што постојано имате изговори дека немате време, немате енергија. Се зависи од нашата перцепција која што е креирана на база на нашите верувања и вредности. Што ни е нам важно и вредно? Па зарем не ти е телото важно? Зарем не ти е вредно здравието? Ако сето тоа ти е на прво место, ти секако ќе наоѓаш и време, и пари, и енергија за да инвестираш во своето здравје. Некои луѓе ја гледаат планината, го гледаат ридот и викаат: "Вау! Кој ќе се качува сега таму наподно и ќе се испотам, па немам време јас за тоа, не можам јас тоа." А некој ја гледа планината и ќе рече: како би било да сум онде на врвот." И секако ќе даде се од себе, ќе се испоти, ќе даде енергија за да се качи горе и да ужива прво во чувството внатре во себе, а потоа од прекрасната гледка. Се е до перцепција, како се перципирате самите себе си, како ги гледате луѓето околу вас, како ја перципирате својата работа, својот живот, општеството, околината. Многу е лесно да се најдат изговори за се, за она што вие не сте среќни за вашиот живот, да се бараат изговорите надвор од нас. На многу едноставен и суптилен и нежен и природен начин е спојувањето со природата и спојувањето со телото, затоа што ние сме дел од природата и секако реагираме на сите природни закони и појави, и природата не е сурова. Ние сме сурови спрема природата, спрема самите себе си. Затоа, драги мои, излезете надвор, прошетајте, почувствувајте земјата под вас, почувствувајте си го телото, почувствувајте го сонцето како ве гали, уживајте во зеленилото, во природата, затоа што најубавите работи се всушност најевтини. Дури се и бесплатни. Среќата доаѓа однатре, а таа можеме да ја потикнеме ете со вака прошетки во природа, правење нешто со телото, инвестирање во самите себе, во знаење, во здравје, во љубов, во се. Не е доволно само да се читаат книги, да се оди на предавања, ако ништо од тоа искуствено не се примени. Ако вие не се помрднете и не направите нешто. Затоа што животот, како што кажав и во друго видео, наградува акција, а не филозофирање. Јас ви посакувам пријатен викенд, овде сум на и работно и на уживање и секогаш може да се најде време за себе покрај сите тренинзи, лидершип, бизнис, какви и да правам тренинзи, коучинг и било што, секогаш е важно сето тоа да се трансформира, да пројде низ овој систем, да кажеме, за да можеме повторно да бидеме свежи за нешто ново, да ни доаѓа инспирација. Ве сакам сите и запамтете дека животот е процес, а развојот е опција. Вие сами избирате дали ќе останете за секогаш исти или ќе се менувате. Чао, чао, уживајте.